40 на минути ни остануваат до крајот на денешното издание на Македонија наутро, а во тие минути и гостувања и линковски вклучувања и многу информации. Следното во утринската програма со соговорникот кој што ни пристигна веќе во студиото 3 го најавуваме вака. Од највисоките планински врвови до спортски маратони. Ништо не е пречка за него, иако има 99% оштетен вид. Разговор кој што верувам наредниве минути ќе биде протолкуван како мотивацијска порака, силна мотивацијска порака за сите нас кои што во било кој сегмент од живењето велиме не можам или ова не знам како да го направам. Добро утро за Стоил Костица во утринската програма. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ајде ќе започнеме од почеток да ги воведеме во приказната и нашите гледачи. На 20 годишна возраст за прв пат се соочувате со сериозни проблеми со видот и многумина ќе кажат дека е многу потешко да стекнете одредена попреченост во текот на животот отколку да се родите со истата, бидејќи раѓањето со истата подразбира дека не знаете поинаква средина од тоа и некако тоа е природната на која што сте навикнати, но стекнувањето на попреченост знае да биде сериозен предизвик. Како вие ги доживеавте тие моменти? Па како што кажавте на мои 20 години ми беше откриено оштетување на фокусот на окото. И во тој момент нормално делува како нешто страшно. Ама со текот на времето хендикапот треба да го прифатите, да стане ваш сојузник, да живеете со него. Ако во животот не го прифатите хендикапот, тогаш не сте направиле ништо. Ако го прифатите хендикапот како дел од вашиот живот, тоа ќе терате напред. Кој е моментот кога вие го прифативте? Кој беше моментот кој што ве поттикна да кажете да, ќе се борам од сега за себе, можам многу повеќе, па дури и да планинарам? Како почна и приказната со планинарењето? Па приказната со планинарењето почна пред 10 години, оваа година 2025, правиме 10 години од искачувањето на првиот врв над 2000 Солунска глава. И почнувањето со планирањето и прифаќањето на хендикепот дојда заеднички. Животот ни е еден. Тоа е наше како ќе го живееме, ама многу е прекраток за да ние се откажеме од овој живот да кажеме ајде имам уште еден живот, па овој живот со хендикеп ќе го оставиме, па ќе го живееме другиот живот. Животот ни е еден, тоа е треба да си го тераме како што ни го дал Господ. Прв пат се сретнавме 2016-та, тогаш беше Монблан. Да, 2016. Да, кога го искачивте Монблан. Потоа се случи Елбрус, највисокиот врв во Европа. Па се случи Аконкагва, па Килиманџаро и тогаш според тогашните статистики бевте неофицијално вториот човек како лице со одредена попреченост, односно со оштетен вид, ја искачил Аконкагва, чинам така беше. Има ли некаква промена во однос на овие податоци? Се охрабрили некој по вас? Па, искрено не знам, ама ја би бил среќен ако барам еден планинар, да кажеме, со хендикеп, без разлика дали е со оштетен вид, дали е со друг вид на хендикеп, сум го поттикнал да почне да иде на планини, да се занимава со планинарски спортови, ја би бил среќен и задоволен дека сум успел во животот барем еден човек да натерам да почне на планини. Мислам дека прошлата година имаше човек со хендикеп, без двете нозе, што го искачи Еверест. Тоа е тој мотив, да. Но тука не зборуваме за обично планинарење, тука зборуваме за највисоките светски врвови, кои што патем покрај предпоставувам адреналин и задоволство носат и сериозен ризик. Да, планирањето или високогорството, дали се работи за лице со хендикеп или не се работи, врвот е тој. Значи, врвот не може полесен за лицето со хендикеп, а полесен да кажеме за другите, врвот е тој. Значи,
спремањето за тие врвови е исто, дали почнувањето со спремањето почна најчесто 6 месеци пред експедицијата со сериозни припреми. Ја гледам еднаш недавно барем да идам на некој врв во Македонија. Ако има нека планинска трка или некој полумаратон да истрчаме. Велите, подготовката е иста, но предизвиците на терен се многу поголеми. Какви се сте имале низ годиниве, непредвидени ситуации? И како се справувате со истите патам? Тоа сакам да кажам, значи предизвиците дали се работи со лице со хендикеп или не се работи, тие се, значи пред да кажеме тргувањето на експедицијата, најсериозно треба да се спремиме. Спремањето, како што кажав, иде еднаш недавно гледам да отидам на планина, да истрчаме некој километар на кеј, да го искачиме неколку пати во денот. Планината не е таа, значи треба сериозно да пристапиме. Предизвиците се тие, се знае, на високите врвови тргнувањето е во утринските часови, негде 1-2 сат по полноќ. Внимателно треба да се оди, заради хендикепот мора да се внимава. Еве на последното искачување Со кого го правите тоа? Одите во група секогаш, така? Да, има зависност од каде идеме, некојаш пат сами се организираме, некој пат идеме во организирано преку агенции. Прошлата година бевме преку агенција, оваа година се собравме четворица планинари, група сами идеме. Така во зависност од врвот, од експедицијата се организираме. Ке се задржам уште малку на врвовите, од Монблан до Елбрус, Аконкагва, Килиманџаро. Кој од овие беше најлесен залак, условно кажано, иако секој е специфичен по себе, а кој ви беше најголем предизвик, зборувам тука и физички и психолошки да се издржи? Од овие три, да кажеме, најспецифичен, мислам, како што викате вие, полесен е Килиманџаро. Добра. Килиманџаро е вулкан, згаснат вулкан и тоа дека нема снег и полесно е искачувањето, да кажеме. Најтежок од овие споменатите врвови е Аконкагва. Аконкагва беше 2019. 2019. И тогаш се сретнавме, да. Да. Тој е висок, Аконкагва е висок скоро 7000 метра, ама воздухот на Аконкагва на врвот е негде околу 40% кислород има. И планинарите, високогорците пред да отидат на Еверест, Аконкагва го користат као проверка на телото, колку може дали телото може да издржи таа висина, дека кислород е, како што кажав, е поредок. Искрено мене тој ми беше најтежок врв поготово за симињање, дека е Сипар. Аконкагва нема снег и симнувањето ми беше многу тешко заради Сипарот. И не можам да не прашам какви се подготовките сега во моментов за 7134 метри надморска височина. Тоа е и друготи поводот за кој што ве повикавме. За една недела заминувате за Киргистан. Да. За една недела заминуваме на Киргистан, заминуваме. Искачување на Ленин пик, 7134 метра. Идеме четворица. После една недела пристигнуваат уште 6 македонци. Подготовките се тие, како што кажам. Па и при крај, верувам. Да. Овие наредна недела ќе искористиме за малку одмор. Почиња со тоа што гледам, прво се внимава на исхраната.
На каков режим сте во моментот? Па внимавам да многу да повеќе внесуваме течности, да леб да не јадеме, малку помалку благо и никако алкохол, да кажем, периодов, до не го искачаме здравје Ленин. Гледам еднаш недавно да идам на некој врв, дали во Македонија, дали на Балканот негде, еднаш недавно да истрчаме барем едно 10 км на ке, еднаш недавно да го качиме водно. Како ќе кажав, исто режимот на исхрана малку да внимава. И пак и се внимава сега пред пат, нели? Да. И уште сакам да споделиме дека не се ваша љубов само планинските врвови, ве гледаме често и на маратони, и на скопски, последно на Охрид трчат ве видов. Како поминавте? Убаво. Да. Охрид прв пат оваа година. Не ги фативте горештините, добро. Не. Интересна трка, прв пат ја трчам Охрид трчат, интересна трка. Гледам ви барем еднаш годишно, ако може, дали Скопски ми е веќе традиционален. Тој ми е веќе рутина, да. Да, девети пат како поред го трчам. И гледам барем еднаш ако може негде надвор во Европа да истрчаме некој полумаратон, ако сме спремни да кажеме да истрчаме некоја планинска. Тркат планирањето и планинските трка, да кажеме, полумаратоните идат заедно. Тоа е како припрема да видиме до кај не е телото. Предпоставам на Скопски ќе ве видиме и оваа година. Да. Во меѓувреме следите метео прогноза каква ќе биде за идната недела пред поаѓање на пат, сега имаме топлотен бран, но секој миг на планина е важен. Да, се уште е рано за прогнозата, дека ние на 13 тргнуваме, ама искачувањето ќе биде негде при крајот на месецот, дека при пристигањето прво се летаме до Бишкек, од Бишкек до Ош, па од Ош веќе после 3-4 дена ќе пристапиме спрема првиот камп и следува аклиматизационен период од негде 7-8 дена. Па после, да речеме, 10-тиот ден може веќе да се размислува за искачување на врвот. Кога ќе се вратите во Македонија, каков е планот? Па се ако иде како што треба, ако не послужи времето, негде 4 август треба да бидеме во Скопје. Ако нешто не трне како што треба, ако времето не дозволува, флексибилни се картите, така да што може да останеме уште некој ден плюс. И ние сме флексибилни, ќе ви ставиме простори за аклиматизација по враќањето во Скопје, па некаде од 10 август ве очекуваме во студиото со фотографии и видеоматеријали да видиме како помина патувањето и новиот предизвик. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма и како се вели за планинари кога тргуваат на пат. Знам дека на рибари не им се вели со среќа, како се вели? Со лесни нозе и ведро небо. Со лесни нозе и посакувам, се разбира, убав помин и уште едно убаво искуство кое што ќе го споделиме со гледачите овде. Благодарам на поканата.